Извајано тело, мускулно формирана става, затена струк, остар поглед со енергија со која се контролира силата. Роден е пред 47 години во Неготинско. Тоше Зафиров, шампионот во бодибилдинг, со безброј освоени медали и награди. Дипломирал психолог, кој се вклопи во светската фитнес индустрија, бизнисмен. Зафиров е првиот македонец кој потпишал со брендот Мистер Олимпија, како прв бренд амбасадор во Европа. Добре за Тоше Зафиров. Добро те најдов и благодарам на вистина на преубавата најава. Господин Зафиров, поканата да бидете дел од последното издание на Тринг ме испровоцира од едно ваше кратко обраќање до јавноста преку вашиот Facebook профил, како резултат на се почестите несреќи, трагедии, Кочанскиот пожар, Прилепската трагедија, атакот врз градоначалничката на Скопје. Од каде тој гнев кај вас? Дали Македонија станува тажна приказна? Па тоа видео го направи случајно, доек се шетавме со моето куче Арон и тоа е нешто што дојде од мене, најверојатно што тлеело и што го гледам ова што им се случува во секојдневието. Само малку ми е жал што сето тоа избега во некој друг сосема зема некој политички контекст и луѓето помеѓу себе почнаа да коментираат, почнаа да се навредуваат, почнаа да се делат едни со други, а ова беше најдобро намерно кажано за она што ни се случува во секојдневието. И беше со најдобра намера кажано и најпозитивно да го прифатат сите политичари, тоа бидејќи сепак во оваа земја на крајот живеат и моите деца и децата на тие политичари. Ако моите деца и јас сум несреќен, сигурно и нивните деца ќе бидат несреќни. Така навистина е на некој начин, не да кажам, тажно ова што се случува со оваа наша држава, бидејќи сепак сме мала држава, прекрасна држава, а толку несреќен народ. Овие политички поделби направија навистина стварно да има многу гнев во оваа држава. Ова секојдневна политика, да кажам, влијае многу врз луѓето. Ајде и тие поделби и сето тоа, и затоа мислам дека не се случуваат сите овие несреќни работи, бидејќи мислам дека самиот народ е несреќен. Зошто се почесто сме сведоци на насилство, дивење, агресија меѓу граѓаните? Кои се причините за се почестите инциденти? Па да кажеме дека самата политика го наметнува тоа. Бидејќи ја правам често споредба Дубај и Македонија, бев Дубај најскоро бев таму. Таму се разговара цело време за бизнис, околу бизнис, иновации, стратегија, што да направиш, што да створиш, што да направиш нешто подобро за себе. Додека овде луѓето гледам со кои да седнам, ние разговараме само за политика, разговараме за политичари, разговараме за идентитет, разговараме за име, разговараме за Бугарија, за Грција, за што било, што ќе биде. Немаме никаков просперитет овде помеѓу себе да разговараме за нешто добро. И ја често знам да кажам каква не е мислата, таков не е животот. Ние немаме добра мисла овде, помеѓу самите себе. Ние се труиме самите себе, а сето тоа почнува негде надозгора, не е од овде. И мислам дека мора да се направи некакви промени во сето тоа, за да може тој ментален склоп на народ да биде многу попозитивен, бидејќи сето она негативно влечи негативни последици позади себе. Господине Зафиров, криминалот и политиката на едно место. Кој го контролира македонското подземје? Јас бев во безбедносните служби, но бев како обезбедување на премиерот од 2003 до 2010 и се занимававме со сосема нешто друго, она што е, да кажам, околу безбедноста на тогашниот премиер. И навистина тоа се теми на кои што не знам, не су толку релевантни да можам да ги одговорам, дали има умешани и политичари, нема, но се гледа дека одредени структури, еве гледаме колку банди, да кажеме, на некој начин се затворени само последните година-две, а од друга страна пак гледаме колку многу дрога има сепак на улиците, така да мислам дека избега на контролата и од сето тоа, дека нема доволно контрола, се работи, се труди, гледам дека има стварно многу напредок во сето тоа, но сметам дека треба уште многу да се работи. Пресметки меѓу Дукјанџик, Грчец, Кондово, Беланоца, па се до кланот Барон. Процес против агент екс-чувар на премиерот, осомничен дека за пари распродавал доверливи информации. Претходно стари полициски началници од ДУИ ги оддавале термините за полициските активности против нивни партиски функционери.
Прашањето ми е многу едноставно и кратко. Дали препознавате дека безбедносните структури се во дослух со подземјето или со криминалците? Не би можел тоа да го кажам дека препознавам, бидејќи сепак сведоци сме дека многу од овие што ги спомна се веќе зад решетки, а многу помеѓу нив и не се живи помеѓу себе што имат пресметки. Така да секогаш имало и че има инволвирани од власта. Но мислам дека моментално што се министрот за внатрешни работи и цела таа екипа, да кажем, целото тоа министерство, дека работат едноставно против тоа да го сузбијат колку што може, но сепак криминалците некогаш се и чекор пред нив. А како што кажав, секогаш биле и че има инволвирани и луѓе кои што се корумпирани. До кога аматеризмот, алчноста, играта со обичните луѓе ќе трае и дали трагедијата во Кочани е рефлексија на руинираниот систем? Сето дека не ги тргнеме партиските стеги од нас, додека не ставаме вистински професионалци на вистински позиции, ќе биде така. Кога ќе почнеме да ставаме професионалци, но тие професионалци денешно време не се стават бидејќи доколку не си партиски ставен, не си партиски подовен и не може да те контролира. Ако си професионалец во вистинска смисла на зборот, тогаш тешко може да те контролира тебе, да манипулират со тебе. Така да тоа е таа некоја разлика што се професионалците, да кажеме на некој начин, тргнати од сето тоа, без разлика дали ВМРО, СДС или која партија да дојде на власт, секој си поставува нивни кадри, а без не гледаме дали се тие квалитетни и колку се квалитетни. Зошто секогаш без разлика ова што вие велите, дали да е ВМРО, ДПМН или СДСМ на власт, најчесто преовладува партиската нитка, а не професионализмот, квалитетот кај индивидуата? Не знам зошто е тоа така. Навистина и е жално што е тоа така. Сега да го земам времето на Никола Груевски, сепак тој на некој начин познавам тогаш дека донесе многу луѓе од Америка кои што беа наши луѓе, кои што таму студирале, завршале, беа дали некои вице-премиери за странски инвеститори или нешто, кои што навистина имаа резултати во тоа време. И мислам дека такви луѓе треба да се донесат и да од такви луѓе да гледаме, да учиме и да работиме со такви луѓе. И мислам дека треба да се тргнат тие партиски стеги веќе еднаш, за да ослободиме оваа држава и тогаш би било многу по-продуктивно и многу по-ефективно отколку сега. Длабоката држава политичка нарација или реална закана? Не би можел да одговорам на тоа прашање. Не знам. Не сум размислувал толку длабоко. Го следите последното издание на ТВ магазинот Трилинг. Во ова издание соговорник е Тоше Зафиров, познат македонски бодибилдер, психолог. Господин Зафиров, на неколку наврати спомнавте и дека бевте дел од обезбедувањето на екс-премиерот Никола Груевски, кој избегува државата. Како е возможно премиер да избегува државата и колку време треба да се организира една ваква операција и каква логистика е потребна? Навистина неблагодарно од моја страна да одговорам на ова, бидејќи долго време, од тогаш 2010 година напуштив од Министерство за внатрешни работи, не бев припадник и тогаш кога се случило тоа и навистина неблагодарно од моја страна да коментирам било што во врска со тоа. Сепак на некој начин сум бил дел од тие структури тогаш што биле дел од обезбедувањето на премиерот и јас можам да кажам само најдобро и за премиерот и за целата постава што беа тогаш и сите мои колеги што биле, а навистина не би можел да одговорам. Еве ќе бидам многу директен. Може ли ваква операција да се изведе без логистика од безбедносните структури? Не, мора да се има, бидејќи сепак збориме за премиер кој што бил и кој што напушта држава. Ние знаеме дека обичен човек не може да напушти држава без логистичка подршка, не па премиер, така да сигурно тоа е добро испланирано сето тоа. Но, не би ги знаел деталите, не сакам да навлегувам во тоа. Вие верувате дека е возможно екс-премиер на држава да биде спакуван во багажник и пренесен преку граница? Не, во багажник сигурно не би бил спакуван. Мислам, познавајќи го премиерот, не би си дозволил да биде спакуван во некаков гепек, па да биде така возен. Бидејќи тоа е под неговото достоинство. Кога бев обезбедување кај Груевски, добивав по 1000 честитки. Сега едва и 50 и башка ми наплаќаат по кафани, тогаш не смееја. Не, тоа за дека ја добивав повеќе од 1000, добивав повеќе од 10.000, не 1000, и тоа е реалноста е таква, за жал,
а потоа тоа може би паднав на некои 50, стотина, но барем знам дека тие се реални пријатели кои што ми останале. Ја и ден денес имам дома отворено, имам тефтер кој што го чувам од тоа време, луѓе кои што имале побарување од мене било какви, да може да му се помогне да се заврши. Така да секоја позиција си носи такви работи, а тоа за кафаните беше извадено малце од контекст во некој од порталите беше допишано што е. Палчо и соучесниците осудени на доживотен затвор за ликвидацијата на малолетната Вања и Велешанецот Жежовски. Дали ваков грозоморен чин може да се реализира без логистика од полициски па и безбедносни структури? И како е возможно да се случи вакво грабнување, а ниту една камера да не го детектира овој чин? Не, ова е навистина еден психопатски чин и не сакам и не верувам дека некој од безбедносните структури би им помогнал на вакви психопати за да киднапират и да убијат малолетно девојче. Така да овие не се за доживотно, овие се за многу построго од тоа, само што немаме закони за такво нешто и навистина е жално што им се случува ова во нашата држава. Бидејќи сепак живеат дечиња кои што го гледат сето ова што се случува. Повторно, не сакам да верувам дека некој би им помогнал за сето ова. Ова е една група од навистина тешки психопати кои што оперирале. Само овде не требало да се дозволи оваа група да се дозволи да оперира во нашата држава. Сепак безбедносните служби треба да ги препознаат вакви психопатски групи и на време да може да ги спречат. Тоше Зафиров, фитнес инструктор, автобиографски записи под наслов Патот до врвот. Дали навистина да размислувате да се одселите од држава? Патот до врвот е првата книга која што ја напишав и тоа беше мојот замислен врв во сферата на бодибилдингот и фитнесот. Тоа што во тоа време мислев дека е мојот врв. Сите ние си имаме некои наши врвови. Потоа беше таа Мистер Олимпија, го достигнав и тоа успеав да земам медал на Мистер Олимпија. Но вистина размислувам, бидејќи сакам да одам негде да се го најдам мирот. А од друга страна сакам топли краишта, кај што и кога е овде е зимо и кога е ладно, сакам некој место кај што е топло, каде што фитнесот е на некоја друга гранка, каде што бизнисот е на некоја друга гранка, каде што ќе имам, ајде да кажам, некое растаретување од ова секојдневје, бидејќи како што пред малку спомнавме овде со кои да седнеме да збориме, овде се зборе само за политика и политика и политика. Кога бев во Дубај се збореше само за бизнис и за бизнис. А јас тоа го сакам, во тоа уживам, тоа сакам да го работам. Сакам да се надоградувам, сакам да се дружам со успешни луѓе, бидејќи знам со колку поуспешни од мене се дружам, толку јас поуспешен ќе бидам. Така да тоа ми е идејата и тоа ми е целта и како што пред малку во неврзан разговор разговаравме, јас сум 47 години, нека имам уште некои 10 на 15 години, еве активен, убав живот, да кажеме, функционален живот, така да сакам да го искористам тоа максимално колку што може. Имате ќерка и син. Очекувате со вашата сопруга да одат по истите стапки на родителите? Ми кажавте дека вашиот син е во Австрија, ќерката е со вас во Скопје. Нашиот син е во Австрија, таму работи, таму функционира, оди на джудо се надпреварува, оди истовремено џиу-џитсу, си оде теретана, ете тој спортски дух го има, никогаш не беше наметнуван од наша страна, доека ќерката Ангела навистина тргна по нашите стапки, генетски е преопределена за фитнес, навистина има добра генетика. Веќе на 2-3 надпреварувања бевме кај што освои многу добар пласман. Ова година се спремаме прво семејство, да кажам, е што ќе излеземе на Мистер Олимпија аматер на такво големо и престижно такмичење, една фамилија мајка, татко и ќерка кои што биле на иста бина. Бидејќи знаеме тие надпреварувања, на пример 20 и 50 години е многу разлика. А јас сум успеал овие 30 години да опстојам во бодибилдингот, во фитнесот, бидејќи од една страна премногу го сакам тоа, од друга страна благословен сум од Господ да го правам тоа со мојата фамилија. Имам подршка од мојата сопруга, исто така заедно се спремаме сега и нашата ќерка. И навистина
лани пред година-две сакав да се пензионирам од тој такмичарски бодибилдинг, но мотивацијата да излезам заедно со мојата ќерка и мојата сопруга е преголема и ова година сум посебно мотивиран, секој ден вежбам по 2 пати во денот, уживам во целиот тој процес, иако е тежок, мукотрпен, јас уживам во сето тоа што го работам, и че нема оптеретување најмалку, туку ми праве среќен и знам дека нешто ќе направам за себе, за мојата фамилија, па и натаму целото моје потомство, бидејќи на ден сигурно ќе се гордеат со нивниот дедо. Сега генерација 2 колку ќе трае, тоа ќе видиме, али во секој случај. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас. Македонија за прв пат е организатор на Европската младинска олимпијада, спортски фестивал пар екселанс, кој не умеевме доволно да го промовираме. За жал, изостана интеракцијата меѓу младите. Многу малку македонски граѓани знаеа дека тука се организира олимпијада. Во најмала рака можевме доволно добро да ја промовираме државата, но и тоа изостана. Некој потврли. Зошто? Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Довидување и се надевам дека ќе се видиме од септември.